Дали често гледаш говор на омраза на Да. социјалните мрежи? Па секој ден. Вербално. Да, што примети. Многу често. Да. Луѓето ги се напаѓаат меѓу себе си, а нека да си помогнат. Па да, се случува, но не пречесто, особено ако има некој случај, некој настан да се случи како некој насилство или било што. Зборовите имаат тежина, особено онлайн, каде лесно се споделуваат и остануваат за секогаш. Коментарите што ги пишуваме можат да повредат, да навредат или да поттикнат омраза. Треба да размислиш два пати пред да напишеш нешто. Или кога ќе видиш говор на омраза, реагираш или игнорираш? Па игнорирам бидејќи нема што да правам. Реагирам. Па најчесто со дебати, така нешто. Особено ако е за религија или за некоја нација. Игнорирам, пошто ми нема поента да се пишувам сега со некој што не го знам. Игнорирањето е разбирливо, но не секогаш е решение. Говорот на омраза може да охрабри и други да го повторат. Со пријавување, реагирање или осудување испраќаш порака дека тоа не е прифатливо. Многу често говорот на омраза не изгледа како отворена закана, туку како само коментар, шега, меме. Но зборови што понижуваат, навредуваат или напаѓаат поради етничка припадност, вера, род, сексуална ориентација, изглед или политичко мислење, тоа е говор на омраза. Проблемот е што честопати не го препознаваме веднаш говорот на омраза. Но кога такви коментари постојано се повторуваат, тие создаваат токсична средина, поттикнуваат предрасуди, дискриминација, па дури и насилство во реалниот живот. Дали некој си пријавил говор на омраза или несоодветна содржина на социјалните мрежи? Па мислам дека само што не ми текнал конкретно репорт да стиснам, пошто има можност за тоа. Не. Пријавувањето ја истакнува нашата улога како активни дигитални граѓани. Интернетот и социјалните мрежи се наши јавни простори, а како и во физичкиот свет, ние имаме одговорност да придонесеме за безбедноста. Со пријавувањето, активно придонесуваме кон чистење на дигиталниот простор. Создаваме поздраво опкружување за сите и покажуваме дека не толерираме штетни содржини. Кој мислиш дека е најмногу изложен на говор на омраза? Децата. Зависи од што се случува во јавност тој период. Може да бидат жените, може да биде ЛГБТ заедницата, било кој може да биде. Па сите може да бидат. Медиумската писменост значи не само да го препознаеш говорот на омраза, туку и да знаеш зошто е опасен, како влијае врз другите и зошто е важно да го пријавиш. Онлайн просторот е јавен простор и секој коментар има последици. Интернетот не е безбедно место ако омразата поминува без последици.